Добре, криптоентузијасти, мислам дека денеска сте сите добро расположени за една анализа, со оглед на фактот дека пазарот е нешто што можеме да очекуваме најдобро, така да можеме да почнеме од она што моментално мислиме дека е најбитно, а тоа е прво да видиме каква е ситуацијата со самото дно, односно ќе испоредиме нашите основни индикатори за лов на биткоин дното. Потоа ќе поразговараме за Wyckoff акумулацијата на дневно ниво, како и дополнителни индикатори и вести за потенцијални Black Swan евенти, затоа што едноставно не можеме да се опуштиме и да се надеваме дека се ќе биде супер од овој момент натаму, ќе мораме да ги разгледаме двете потенцијални страни, иако сме во многу голема позитива. Со тоа што дополнително, на почеток би сакал само краток осврт да направам уште еднаш на традиционалните пазари и на DXY индексот, со оглед на фактот дека имавме многу позитивни вести од самата инфлациона стапка. Значи ќе почнеме од самиот DXY индекс, кој што гледаме дека е потврден пат и како што кажавме може да погледнете и сами. Техничката анализа е нешто што многу се цени поради овие причини. Значи гледате дека во ова поле што го определивме во претходните два врвови, како што кажавме и сами, ова се двата врвови на DXY индексот што во исто време представуваат и дно на биткоин индексот. Значи како и секогаш сакам да го правам ова чисто за оние кои што првпат гледаат нашиот канал, че можеме да видиме дека врвот на DXY индексот кореспондира со дното на биткоин цената во 2016-2017 бул маркетот, како и овој врв фактички на DXY индексот во 2020 година кореспондира со практички второто дно кое што постигнавме во пандемијата во 2020 година пред да влеземе во следниот бул маркет, така да моментално она што го гледаме, истите овие врвови ни представуваат поддршка на цената, односно на вредноста на DXY индексот на месечно ниво, што долго се вратиме на неделно ниво, гледаме дека буквално истата е испочитувана со оглед на фактот дека имаме три практички ритеста на ова поле, кој што можеме да го видиме представено во овие два врва, со тоа што моментално значи цената се обидува да пробие низ нив. Иако јас искрено очекував дека ќе биде потребно многу повеќе време, со оглед на фактот дека ова е многу цврсто ниво на поддршка, гледате дури претходниот бул маркет кој што го добивме во оваа година во овој канал, буквално го искористи ова поле со ритест како поддршка за неговото следно движење нагоре, со тоа што дури на дневно ниво гледаме дека имаме стварно многу голем притисок на движење на DXY индексот надолу, со тоа што моментално се наоѓаме на горната граница на овој канал и многу едноставно можеме да влеземе во него. Сега за сега, како што можеме да видиме, имаме неделно ниво, кое што е негде над границата на ова поле, кое што ни потекнува уште од 1999 година, ако се вратиме назад ќе го најдеме, но како и да е, значи веќе многу пати го правиме, верувам дека на многу од луѓето им е здосадено да ги гледаме истите нивоа, но во оваа ситуација е позитивно со оглед на фактот дека гледаме дека DXY е во потврден пат. Сега, потврден пат зошто? Значи дополнително помогнаа за ова, ако се сеќавате, значи ние направивме точно еден ден пред објавувањето на инфлационите индекси, видео во кое што кажавме, доколку добиеме значителен пат од повеќе од 0,4%, можеме да очекуваме и многу добро коригирање на пазарите нагоре, со тоа што ќе провериме и каква е ситуацијата со традиционалните пазари, но прво, уште еднаш да напоменам, зошто е тоа така? Затоа што ваквиот пат од 0,6% на CPI, но исто така и пат од 0,3% на кор инфлацијата, знаете и сами, веќе неколку пати разговаравме, значи CPI инфлацијата е инфлација во која што не се содржани горивата и храните, односно цените на горивата и храните, додека кор инфлацијата, обратно, CPI инфлацијата ги содржи, но кор инфлацијата не ги содржи цените на горивата и на храната, така да поради ова намалена флуктуација на цените, можеме да видиме дека и падот на CPI е 0,6%, а додека падот на кор инфлацијата е 0,3. Дури ако споредите наназад, може да видите дека падот на CPI инфлацијата е многу поголем постојано од кор инфлацијата, тоа е затоа што главната нестабилност во инфлацијата доаѓа буквално од овие цени, од горивата и од храната. Така да и во оваа ситуација можеме да видиме дека тоа е многу позитивна страна и кога ќе станува збор за кор инфлацијата, затоа што со намалување на нестабилноста на овој индекс, многу поедноставно и многу почисто можеме да видиме каква е моменталната инфлација, затоа и Федералната резерва уствари многу повеќе обрнува внимание на овој индекс за разлика од овој индекс кој што е популарен.
ме разбирате. Така да поради оваа причина моменталниот пад од 0,3% можеби е и многу побитна причина за моменталниот пад на DXY индексот, како и раст на сите други пазари во текот на овој ден. Сега, битна работа за ово, пред да завршиме со DXY индексот, е што ваквиот пад на инфлационите индекси дополнително ни дава сила на следниот состанок на Федералната резерва, кој што треба да биде на 31 јануари 1 февруар, да едноставно очекуваме што подобар исход, односно што поголема шанса да немаме големо зголемување на самиот индекс, како што можеме да видиме оваа ситуација. Значи, овдека сега веќе дури 35% од луѓето веруваат дека ќе имаме намалување фактички, или ќе остане на истото ниво од 4,5% или ќе се намали на 4,25%. Со оглед на фактот дека моменталната rate hike, односно каматна стапка која што секој треба да ја плати за позајмување на пари од Федералната резерва е 4,5%. Тоа е уствари една стапка која што ја добивме со постепени месечни покачувања, сите оние кои што гледаат нашиот канал точно знаат за што ја зборувам, како и да е. Значи, со покачување на овие rate hikes, дојдовме до 4,5%, со тоа што веќе гледате имаме и релативно голема стапка на луѓе кои што очекуваат дека нема дури да имаме повторен rate hike, со тоа што дури можност за намалување. Значи, намалување нема да има, да бидеме реални, со оглед на фактот дека тоа веќе Федералната резерва го најави и кажаа дека додека не дојдеме до приближување до онаа цел која што имаат од 2% за инфлацијата, едноставно нема ни да разговараат за потенцијално намалување на оваа стапка, додека се уште е голем процентот во кој што споменав јас, дека повторно ќе добиеме зголемување од барем 0,25%, што ако мене прашувате повторно позитива, затоа што ваквото зголемување 0,25% е веќе, како да кажам, значи веќе израчунато на пазарот. Значи многу од луѓето веќе очекуваат дека ќе добиеме 0,25%, што повторно верували или не ќе допринесе за намалување на стравот на пазарот, а со тоа колку повеќе се намалува стравот на пазарот, толку повеќе ќе имаме луѓе кои што ќе инвестираат во крипто и традиционални пазари, затоа што истите се сметаат за ризични во овој период од bear маркетот, да речеме. Така да пак ќе напоменам, значи мораме да видиме како се тоа ќе се одвива до 31 јануари, но сега за сега имаме многу добри показатели дека Федералната резерва нема логика да продолжи и понатаму со зголемување на rate hikes, или ако тоа го направи, ќе го направи со многу помал процент, затоа што значи веќе направи намалување кога зголемија само за 0,5% последниот пат во декември, така да и во оваа ситуација јас очекувам да ќе направат зголемување кое што е минимално како 0,25, што верувајте ми, според мене барем од досегашното искуство, верувам дека ќе допринесе за намалување на стравот на пазарот. Колку помал страв, автоматски толку повеќе ќе почнат луѓето да се преориентираат од стабилни средства кон да речеме ризични средства како што се криптопазарите и традиционалните пазари на хартија од вредност. Сега, генерално тоа е битната работа која што сакам да кажам околу DXY. Пред да преминеме на анализирање на дното, сакам само да напоменам уште еднаш дека ова што го гледаме моментално не е лимитирано само на пазарот кој што ние сме заинтересирани, односно криптопазарот, гледаме дека истото се случува и на традиционалните пазари, значи секогаш го взимаме во првид SPY, S&P 500, затоа што самиот наш канал е претежно крипто канал, затоа и нема логика да фокусираме многу време на традиционалните пазари, но во оваа ситуација можеме да видиме дека буквално овој подем на цената се случува и на традиционалните пазари, со тоа што повторно имаме ритест на горната граница на овој канал во кој што се наоѓа индексот. S&P 500, за оние кои што не знаат повторно, е индексот на 500 најдобри, значи просечен индекс на хартиите од вредност од 500 најдобри компании во Америка, кои што досега во историјата представувал еден од најдобрите индикатори за да видиме каква е економијата, односно каков е сентиментот на економијата во Америка моментално, со тоа што гледате. Значи повторно имаме ритест на горната граница, значи доколку продолжи вака самиот пазар без Black Swan евенти, верувам дека голема веројатноста и да испаднеме надвор од овој канал. Тоа не значи крај на bear маркетот, тоа значи дека е голема веројатноста дека можеме да имаме, што велат они, respite, или да речем одмор, со оглед на фактот дека се уште не сме дошли до ситуацијата каде што се зборува за рецесија, она што го разговаравме во претходното видео, така да имајте го предвид тоа, значи официјално најавување на рецесија и да речем првите информации кои што би испаднале официјално по завршување на првиот квартал може повторно да го бутнат овој индекс надолу, затоа што потврдена рецесија и намален GDP или па негативен GDP
може на вистина лошо да на некој начин реагира на самата економија, да луѓето се исплашат и ги продадат своите ризични добра, капитални добра, така да имајте го тоа во превид. Сега за сега ова е одлично, гледаме дека истото се случува и на традиционалните пазари, пред да продолжиме нормално на криптопазарите. Значи гледате, од моментот на објавување на стапката, гледате, значи она што го кажавме, ваква инфлациона стапка е многу позитивна работа во овој пазар, со оглед на фактот дека секоја позитивна вест веднаш дава соодветна корекција на цената нагоре, на индексите нормално, со тоа што нели, во оваа ситуација тоа е многу добро за нас и како такво сега за сега да уживаме во него додека не видиме други вести кои што би ни покажале обратно. Значи за жал економијата, посебно кога станува збор за традиционалните пазари, не можеме да се попреме на ниту еден стандарден, да речем, извор како што е тоа халвингот, но во оваа ситуација значи сепак за нас е позитивно тоа што моментално не постојат вести кои што би можеле да најават нешто во обратна насока, значи да добиеме повторен пат. Затоа и реков, значи традиционалните економски пазари не се толку подложни на да речем во оваа ситуација како што е онаа догма за халвингот во биткоин, така да таму мора да се следат постојано вестите и постојано што се случува на пазарот. Значи немате ситуација во која што како во крипто, доколку имате халвинг, знаете дека приближување на халвингот автоматски ќе значи луѓето да влезат на пазарот, дури и да нема некое огромно дејство според некој од нив, што така мислат барем. Значи повторно ќе имате влегување на пазарот од многу луѓе затоа што се знае дека таквиот евент придонесува за следен бул маркет, за разлика од тоа традиционалните пазари го немаме, така да не можеме да се попреме на тоа и мораме постојано да го следиме економскиот сектор со цел да видиме дали има некои нови вести кои што може да ни донесат поинакви информации за тоа каде се наоѓаме во истиот. Сега моментално најбитно е да видиме каде се наоѓаме во однос на лов на биткоин дното. Значи ако се сеќавате ви го кажав ова. Дури ова што моментално го гледаме во оваа ситуација, ако се вратам на пример на дневно ниво, значи на дневно ниво ако се сеќавате, рековме дека голема веројатност е дека ова може да биде потенцијалното дно. Овој пат кој што го добивме кога се случи ситуацијата со FTX, значи можеше да биде потенцијалното дно, но не можеме да бидеме сигурни, така? Значи прост пример. Значи тоа се случи на 21 ноември, ние сега не можеме со сигурност да кажеме, можеме да кажеме дека многу е голема шансата дека ова беше дното на пазарот, така? Што значи дека буквално се враќаме на онаа ситуација која што ја кажав. Темпирање на дно и темпирање на врв е многу голем проблем и најчесто се случува само неколку луѓе да бидат во право и тоа поради среќа на околности. Значи вие едноставно не може да предвидите дали ќе има некои нови вести кои што може ќе опутна пазарот повторно надолу, така да поради оваа причина залудно е да трошите толку време и енергија да го темпирате правилно, да речем, дното, кога можете истото да го направите со DCA, односно постојано да алоцирате во секој момент кога ќе добиете солидна корекција, со цел на тој начин да се приближите што можете поблиску до потенцијалното дно. Повторно, не велам дека ова е дното, значи моментално голема е шансата дека ова навистина представува дното со оглед на фактот дека многу од индикаторите кои што ги следиме ни покажуваат дека навистина ова е моментот, односно дното кое што го очекувавме долго време. Сега ќе поминеме низ нив и на тој начин ќе утврдиме каква е ситуацијата и дали се наоѓаме на самото дно. Дополнително, че пред да поминеме на овој момент, сакам само уште еднаш да напоменам дека се наоѓаме во многу краток период за да можеме да кажеме дека ова е дното и се движиме конечно нагоре, значи V тип на дно до сега не е виден во крипто секторот, затоа уште еднаш ќе напоменам, имајте го тоа превид кога се обидувате да значи ако мислите дека сега ќе отидеме до 60.000, можам веднаш да ви кажам дека тоа е 0,01% шанса да се случи. Оно што сакам моментално да споредиме е да видиме колку овој целиот период кој што моментално го гледаме, кој што своевидно би представувал, да речем, формирање на дното, значи ако го представиме во недели, значи ние фактички можеме да погледнеме, ќе го земеме од Тера Луна, со оглед на фактот дека нема голема разлика, значи од Тера Луна колапсот, па до моментално да свеќе ни представува околу 30 недели. Значи доколку го земеме целиот овој период и доколку ова, да речем, беше формирање на самото дно, тогаш во ред имаме солидна, да речем, основа за да можеме да кажеме дека дното е формирано, затоа што доколку го земеме во оваа ситуација, значи слично на тоа што го видовме овде, можеме да погледнеме дека од, да речем, оваа свеќе кое што дава официјална, да речем, капитулација, па до првата која што оди нагоре, се 19 недели. Така, значи потребни биле 19 недели за формирање на ова дно, што
како што можеме да погледнеме во оваа ситуација, би било слично нешто на оно што моментално го гледаме овде, но нормално различна, како што може видите овде е буквално зоблено. Во оваа ситуација, ако веќе од Тера Луна планираме да го рачунаме самото дно, ни дава многу поинаква форма на самото дно и истото можеме да погледнеме и во 2013 година. Сега оно што сакам да кажеме дека едноставно не можеме да знаеме како ќе изгледа структурата на самото дно. Исто како и овдека, на пример, да го погледнеме од оваа капитулација и го споредиме тоа до моментот кога сме се придвижили наваќе, потребно ни биде околу 42 недели за формирање на ова дно пред да се придвижиме во нагорна насока. Но ќе напоменам уште еднаш, тоа е доколку почнеме да го рачунаме дното на самиот биткоин од моментот кога паднавме со Тера Луна. Така да мораме да бидеме свесни дека можеби дното се формира од оваа свеќа и на некој начин ова што го гледаме моментално не е доволно, ако мене ја прашувате, 9 недели, за да можеме да кажеме дека овдека е акумулацијата завршена и ќе се придвижиме нагоре. Така да затоа мораме да бидеме свесни дека можна е корекција надолу, ништо не се движи само нагоре, така да после ваква масивна корекција нагоре, голема веројатност е ќе добиеме и корекција надолу. Прво ќе направиме анализа на тоа каде се наоѓаме во однос на биткоин дното, а понатаму ќе разговараме за тоа што очекуваме и која би била потенцијалната корекција надолу, со оглед на фактот дека левелите кои што ги пробивме, а се уште оваа свеќа не е завршена, се многу значителни и многу силни. Значи не го заборавајте тоа. Ќе ви покажам, но прво да погледнеме што се случува околу биткоин дното. Значи, пак, споредбено, ако ова представува целото, овој цел дел дно, кое што нормално би можело да кажеме дека изгледа така, со оглед на фактот дека значи, немавме некои огромни падови после Тера Луна, туку на некој начин цената се движи во ова, да речем, генерално поле, кое што дополнително е потврдено и со самата акумулација, значи Wyckoff акумулацијата. Така да ако тоа е на некој начин самото утврдување на дното, кое што е представено со самата Wyckoff акумулација, тогаш сме супер. Но мораме да бидеме сигурни и затоа ќе напоменам уште еднаш, мораме да видиме кои се шансите во една или во друга насока, што ќе го направиме веднаш после утврдување на овие биткоин дно индикатори и да видиме до каде се наоѓаме со истите. Сега, првиот индикатор како и секогаш е каде се наоѓаме на 200, 300 и 400 неделната средна вредност, која што го утврдуваме на овој чарт. Значи, знаете дека вториот чарт ние секогаш со 200, 300 и 400 неделната средна вредност во оваа ситуација се наоѓаме негде измеѓу. Со оглед на фактот дека досега 300 неделната средна вредност представуваше солиден отпор и гледате, првиот пат кога дојдовме и добравме до неа, добивме корекција надолу повторно. Но оваа тренд линија која што имаме се покаже како значи значителна и многу силна, гледате, значи ако се сеќавате неколку пати разговараме за оваа тренд линија, која што буквално потекнува уште од последниот потек на blow off top на биткоин во 2017 година, која што беше испочитувана со дното во 2019 година, како и дното во 2020 година од пандемијата на COVID, и моментално истото е повторно испочитувано во оваа ситуација со тоа што дојавме неколку ретести на ова ниво. Јас верувам дека ако ова све ќе успее да заврши над bull market support бендот, веќе имаме комплетно завршено ретестирање во оваа ситуација и тоа ќе значи и нели дека оваа тренд линија понатаму ќе ни биде потпора за движење во следниот bull market, така да ќе следиме будно со тоа што ова дополнително значи не само тренд линијата, туку и самата bullish divergence. Значи, ако сеќавате, разговаравме веќе неколку пати за ова, а тоа е моментот каде што RSI имаше значи две нагорни движења. Значи, гледате, имаме едно дно и друго дно, кое што второто е над првото, што значи дека имаме движење нагоре на самата да речем на самиот индикатор, додека во истиот момент кога имаме дно и повисоко дно, имаме дно и пониско дно на цената. Значи, тоа автоматски ви дава bullish divergence, каде што цената ствара пониско дно, а RSI ствара повисоко дно и на тој начин ова, ако сеќавате веќе го објасниме, значи јас не очекувам дека ќе добиеме волку силно движење нагоре, да бидеме реални, но моментално оно што гледаме буквално беше предвидено од оваа bullish divergence која што погледавме овдека. Тоа што после погледнување на основните индикатори кои што ни помагаат да утврдиме дека овдека имаше логика за скок кој што моментално го гледаме. Значи, следно што мораме да погледнеме, како што кажавме и сами, ние фактички придвижувањето на цената негде околу 200, 300 и 400 неделната вредност, со тоа што во оваа ситуација, значи ќе напоменам уште еднаш. Пред завршување на оваа свеќа над bull market support бендот и 200
извинете, 300 неделната средна вредност, се уште не можеме да кажеме со сигурност дека сме успеале да ја пробиеме, со оглед на фактот, ќе напоменам уште еднаш, значи не заборавајте, во оваа ситуација имаме три многу солидни и битни нивоа, а тоа ни е 20.000, нивото кое што е психолошка бариера во секоја ситуација, нормално, кога имаме цели десетки во илјадите, значи во оваа ситуација имаме многу солидна бариера, го имаме bull market support band кој што сам по себе, значи знаете и сами дека успевањето да се придвижиме над него и останеме над него со соодветен ритест, ни представува фактички и почеток на следниот bull market, како и секогаш досега, како и придвижувањето на 300 неделна средна вредност и формирање на нова свеќа, би значило дека конечно се наоѓаме надвор од ова поле кое што за прв пат го тестиравме во целата историја на биткоин до сега. Само да напоменеме, значи, ако погледнеме во историјата, значи ако се вратиме наназад, како што кажавме, и ако го споредиме ова со претходните бул маркети, и ако се придвижиме наназад, можеме да видиме дека, како што кажавме, секој успешен ретест на bull market support band-от, кој што, при ретестот успеал да се придвижи нагоре, при ретестот, значи во оваа ситуација, иако не сме имали официјален ретест, но секое придвижување успешно над bull market support band-от и овде гледате, значи иако немаме комплетен ретест, значи повторно секогаш имаме свеќе кој што се приближува блиску до него пред да се придвижиме нагоре. Нормално ретест има во целиот bull market, но повторно пробивање на истиот најчесто резултира и со ретест. Значи гледаме во оваа ситуација, иако можеби не е целосно успешен, секогаш имаме ретест на истиот пред да се придвижиме нагоре. Така да уште еднаш ќе напоменам, значи треба да направиме нова свеќа, но исто да треба и да направи ретест успешен, затоа што претходниот пат кога го направивме тоа, ако се сеќавате, направивме неуспешен ретест и продолживме надолу во следниот дел од bear market. Така да имајте го тоа во предвид. Сега за сега јас можам да кажам дека ова ќе биде исполнето само кога ќе успееме во понеделник да направиме нова свеќа, кое што ќе успее да се задржи над bull market support band-от. Така да ова можеме да кажеме дека се уште не е официјално завршено. Следно, индексот на инфлација со потврден пат. Јас мислам дека конечно можеме да кажеме со сигурност дека индексот на инфлација како на core, така и на CPI е со потврден пат, со оглед на фактот дека значи ова не е потврден пат од една или две, туку потврден пат од практично половина година веќе, од неговото формирање во јуни, значи зборуваме на врвот, но со оглед на фактот дека на кор инфлацијата се уште не беше формиран, значи кој што се формираше 3 месеци подоцна, негде околу септември, така да поради оваа ситуација можеме да кажеме дека конечно можеме да потврдиме дека како CPI, така и кор инфлацијата се во потврден пат, така да ова е потврдено, значи ќе ставиме едно големо П во оваа ситуација. Индексот на вредноста на доларот на DXY да биде во потврден пат, јас мислам дека не и ова конечно можеме да кажеме дека е потврден пат со оглед на фактот дека значи и овој ретест кој што го имаше овдека неуспешно се придвижи нагоре, односно нивоата кои што ги имаме на месечно ниво успеа да го бутнат надолу, посебно и самиот пат на инфлацијата со оглед на фактот дека не очекуваме повторен рейт хајк, дополнително го бутна индексот надоле затоа што веќе луѓето губат доверба во тоа дека доларот има шанса да се врати нагоре со вредност и поради оваа причина гледаме дека истиот и продолжува да се движи надолу. Значи претходно долар беше буквално доста, да речам, примамлив баш поради овој рейт хајк, затоа што знаеме дека Федералната резерва со рейт хајк ќе ја бутне вредноста нагоре на доларот, додека сега веќе кога знаеме дека долар, значи не само што нема да имаме нови рейт хајк, туку прашање на време кога и оние кои што ги имаме ќе почнат да се намалуваат, нормално дека луѓето почнуваат да се оттарасуваат, едноставно да не држат веќе долар. Така да поради оваа причина и гледаме сосема потврден пат, што и во оваа ситуација е многу добро за нас. Значи, следно промена на трендот на хајке наши свеќите на неделно и месечно ниво. Сега, овде ќе биде многу поедноставно да го погледнеме тоа на овој чарт, затоа што ќе ни даде малку по јасно да видиме како се движи целата ситуација. Значи, промената е јасна, да се разбереме. Ова беше онаа свеќе која што имаме со помало тело од незините сенки, кој што најчесто ни дава и промена на трендот, најава, значи гледате, промена на трендот, најава на промена на трендот секогаш доаѓа со ваков тип на свеќе и во оваа ситуација иако беше мала, значи првиот момент што го гледаме моментално е буквално свеќе кое што асоцира
со нагорен тренд. Значи, дали истиот ќе продолжи долго или ќе биде краток како овој, останува да видиме, но во оваа ситуација без Black Swan евенти, по техничка анализа, мислам дека има многу голема логика да продолжиме со нагорен тренд од овој момент натаму, но немој да очекувате ваков нагорен тренд. Значи, се уште сме рано, халвингот е многу далеко. Дури ако тоа го добиеме, ќе биде нешто слично на оваа ситуација, каде што имаме неуспешен bull market, него free test, па да се придвижиме повторно нагоре. Имајте го тоа во превид, значи останува да видиме каква ќе биде ситуацијата, но повторно, дали ќе биде краток или долг, не знам, моментално сме во позитивен тренд на неделно ниво, кој што оваа свеќа моментално го најавува, со она, значи имавме промена на трендот и ова е првата свеќа од следниот нагорен позитивен тренд, со тоа што сакам да го погледнеме тоа и на месечно ниво, каде што е многу побитно. Значи на месечно ниво, за разлика од неделно, прв пат добиваме свеќа после, гледате, значи после ноември 2021 година. Ова е првата свеќа која што званично, значи гледате и овдека сме имале обид за промена на трендот, но истиот продолжил надолу. Ова е првата свеќа која што ни дава, нели, нагорен и надолен тренд кој што се гледаме дека е она свеќе кој што ни најавува промена на трендот, така да следниот месец мислам дека на месечно ниво ќе знаеме со сигурност дали имаме почеток на ваков тренд со оглед на фактот дека ќе напоменам уште еднаш, значи битно е да добиеме ваква свеќа која што ќе направи промена на трендот за следната најчесто да го најави и почетокот на позитивниот тренд. Значи гледате дека на месечно ниво кога ќе се случи таков тип на промена на трендот, станува збор за многу голема промена на трендот и многу голем напредок на цената, така да, значи повторно, оваа свеќа е секогаш тука. Значи во хајке наши секогаш имаме таков тип на свеќе пред да се промени трендот во една или во друга насока, така да ова е многу позитивен момент. Јас, значи иако не е целосно, јас во оваа ситуација би сакал да ставам П, затоа што потврдено е, кога веќе станува збор на неделно ниво, само прашање на време кога истото ќе се префрли и на месечно ниво, иако, значи, нели, Black Swan event може се тоа да го поништи, но моментално техничката анализа не ни дава никаква причина да се сомневаме дека хајке наши се свртува кон позитивен тренд. Така да ова, ако мене прашувате, е една од најпозитивните работи кои што моментално денес ги гледаме. И на истиот чарт можеме да погледнеме што се случува со MACD, RSI и Stock RSI. Значи MACD самиот по себе ние во потврден раст. Значи имавме обид за корекција која што беше неуспешна и моментално повторно базичната и сигналната линија се раздалечени и имаме нагорен тренд на MACD, со тоа што мораме да погледнеме што случува и на месечно ниво. Значи на месечно ниво се уште не сме добиле прекрстување, значи во моментот кога ќе добиеме овдека прекршување можеме навистина да очекуваме следен bull market, но гледаме дека сме далеко од тоа. Значи во оваа ситуација знаете како и сами. Секогаш промените прво доаѓаат на помалите временски интервали за понатаму да се префрлат на поголемите, затоа што е многу потребно повеќе време за истите да се покажат на поголемите. Затоа и не можеме секогаш да чекаме на месечно ниво да добиеме потврда, затоа што тоа ќе не одведе до практично веќе далеку од дното кое што моментално се обидуваме да го лоцираме, така да на месечно ниво е се уште далеку од корекција, но на неделно ниво корекцијата е одамна потврдена и сега веќе значи солидно се движиме кон придвижување над нулата, што уствари е уште еден позитивен момент, значи иако сме далеку од тоа, но придвижување над нулата на MACD ќе значи уште поголемо потврдување на дното во оваа ситуација. И следно, она што моментално го разговаравме за формирање на, значи фактички овде е тоа, че формирање на дното поради оваа bullish divergence, кој што моментално и на самиот RSI ни дава солидна корекција нагоре, со тоа што моментално на неделно ниво се придвижуваме негде околу 44 вредност на RSI, а околу 50 е средната вредност на овој индекс. Значи ние бевме продадени, така да сега веќе влегуваме конечно да пробаме да ретестираме оваа 50 граница, најчесто овдека имаме да речем проблем да ја пробиеме, но како и да е, тоа е доста позитивна ситуација со оглед на фактот дека ова е прв пат да се придвижиме така високо нагоре уште од, гледате, јуни 2022 година. Значи половина година ни требало за конечно да завршиме со ретестирањето на долната граница на RSI. Stock RSI исто така ни дава солидна корекција нагоре, базичната и сигналата се раздалечени, со тоа што и самиот Stock RSI има уште многу за движење нагоре, значи е само вредност од 61, има уште многу за придвижување нагоре. Значи иако тоа
не е толку многу кога станува збор за 100 RSI, со оглед на фактот дека овие 10 поени истиот може да ги добие во тек на еден ден, верувајте ми, но на неделно ниво RSI ни покажува дека на вистина се придвижуваме нагоре, со тоа што можеме да го погледнеме истото и на месечно ниво. Значи на месечно ниво, ако знаете и сами дека RSI беше на најниска вредност од целата историја на биткоин. Значи дојде до вредност од 37-38 прилика. Така да, моментално гледаме дека конечно имаме придвижување нагоре, но во оваа ситуација е многу побитно затоа што, како што кажам и сами, на месечно ниво многу време има потребно за да се придвижат овие индикатори во позитивна или негативна насока, но стока RSI, кој што е многу побрз за разлика од оваа ситуација, ни покажува позитивно придвижување, односно базичната е над сигналната и гледаме дека ако ова продолжи во следниот месец ќе имаме солидно придвижување нагоре, кое што е првиот знак за значителна промена на месечно ниво во нагорен тренд. Така да и во оваа ситуација на неделно ниво имаме потврда, на месечно ниво е се уште рано, но пак ќе кажам, значи ќе го земеме ова како потврдено со оглед на фактот дека многу повеќе време е потребно на месечно ниво да ги добиеме овие конфирмации, но колку повеќе чекаме, толку повеќе се наоѓаме далеку од потенцијалното дно. Сега, значи ова се основните индикатори кои што моментално ги земаме како основа за утврдување каде се наоѓаме во еден bear маркет и дали сме во потврдена bear или bull фаза. Значи во оваа ситуација можеме да видиме дека јас според овие индикатори можам да кажам дека дното е оформено, иако уште еднаш ќе напоменам, значи дното е оформено од техничка база, од техничка анализа. Фундаменталната анализа може да ни покаже сосема спротивна ситуација доколку се случи некој од овие евенти кои што ги имаме на крај, за кои што ќе поразговараме пред да завршиме со ова видео, но технички гледано дното би требало да е оформено со оглед на фактот дека доколку не се случи нов да речем колапс на нешто големо или некој нов Black Swan event, значи очигледно гледано техничка анализа, јас не гледам причина зошто би се придвижиле повторно во новото, навистина. Иако, ќе напоменам уште еднаш, значи, баш поради овие причини, затоа што не можете да бидете 100% сигурни во ниту еден случај, че ние се уште имаме 20% од нашето портфолио кои што не се алоцирани. Прво, нема да ги алоцираме со оглед на фактот дека нема да бркаме врвови, значи рековме пампови, не бркаме. Тоа е поентата на нашиот канал и да имаме моментално ваква многу јака корекција нагоре, ќе чекаме истата да се коригира, затоа што знаеме и сами дека ништо не се движи само нагоре. Во моментот кога ќе добиеме корекција, ако утврдиме дека нема да се случи некој од Black Swan евентите за кои што ќе разговараме, значи официјално ќе алоцираме уште еден дел од нашето портфолио, или пак доколку добиеме некој од овие Black Swan евенти, сепак имаме одреден да речем барут што велат на страна, за да можеме повторно да купиме кога ќе се случи таква ситуација. Поради оваа причина секогаш мора да бидете припремени за една или за друга насока, со оглед на фактот дека не е секогаш толку јасно, затоа што само на техничка анализа ни покажува утврдување на дно. Значи бидете секогаш спремни за двете опции, затоа што некои непредвидени ситуации на пазарот може да се случат без разлика колку сте вие спремни и да ве фатат неспремен во оваа ситуација. Сега, во однос на моменталната корекција. Значи, гледаме дека истата е многу солидно движење нагоре, ќе се вратиме на 4 часа, иако јас тоа многу не го почитувам, но во оваа ситуација, значи, оно што сакам да ви го напоменам е дека уште од 9 јануари официјално, ние сме во oversold. Значи, можеме да видиме дека одека сме многу, со гледате колку само уште од 4 почнато, но официјално од 9 ние имаме оформено 5 врвови. Значи, 5 врвови има оформено, кои што моментално како такви ни представуваат своевидно време за промена на трендот. И гледаме дека моментално ваквиот напредок, значи прво потекна од оваа cup and handle формација, која што ја погледнавме овдека, која што званично, значи од овие cup and handle или пак shoulders and head, како сакате така, значи не донесе до горната граница на овој триаголник, а потоа и оваа мета која што ја добивме од практично во оваа ситуација оваа страна, значи под прав агол оваа страна на самиот триаголник, кога ја поставивме овде и во претходната анализа кажавме дека тоа ни е званичната цел која што сакаме да ја постигнеме, гледаме дека не само што ја постигнавме, туку и се придвиживме над неа. Така да во оваа ситуација можеме да кажеме дека триаголната формација е званично оформена и метите се постигнати од оно што го најавивме, но повторно, значи ова што гледаме моментално е буквално експлозија и ова е она параболично движење на цената
на биткоин, кој што моментално во неколку наврати излезе надвор од Болинџер бендот. Така да поради оваа причина нормално е да добиеме корекција надолу. Сега, за корекција надолу јас мислам дека на 4 часа е многу нејасно за да се види, но на еден ден можеме да видиме што сме добиле и што да очекуваме понатаму. Со оглед на фактот дека знаете и сами дека придвижувањата во една или во друга насока најчесто е најдобро да се мерат со Фибоначи секвенцата. Значи во оваа ситуација, од почетокот, каде што го утврдивме фактички дното, ако ова е сепак дното, значи се уште не можеме да бидеме 100% сигурни, значи добивме званична корекција на цената на биткоин, само да видиме точно каде. Значи, во оваа ситуација можеме да кажеме дека официјално е до Golden Ratio, односно цената се задржила на 61,8, односно 0,678 Golden Ratio-то на Fibonacci, со тоа што во обратна насока, значи од моментот каде што сме добиле корекција, можеме да видиме што сме добиле со метите на Fibonacci во нагорна линија, значи од утврдувањето на дното. Ние фактички, само да погледнеме точно каде се наоѓаме во оваа ситуација, дека од представувањето на Фибоначи секвенцата нагоре ја пробивме првата мета и само што не дојдовме до втората мета, која што е уствари овој тренд, ако се сеќавате, значи тоа ви го кажав во претходната анализа, може да погледнете на кратка анализа, каде што овој тренд ни представува следната граница која што би била на некој начин и последна во оваа ситуација, со оглед на фактот дека навистина имавме многу јако движење во овој последен дел. Значи, првиот момент кој што верувам дека, нели, нормално и знаете и сами, ги натера луѓето да почнат да купуваат е инфлационата стапка, она што веќе го најавив. Вториот момент е пробивање на овој канал кој што не држи во оваа надолна линија уште од гледате, август 2022 година и пробивањето на истиот е многу голем знак дека официјално има сила за движење нагоре. Следно кое што треба да го земеме предвид е моментот на колапсот на FTX, кој што е уште од ноември, 5 ноември 2022 година, кој што е следното ниво кое што мораме да го пробиеме за да можеме да разговараме дека сме направиле higher, значи ако ова е претходниот lower high, во оваа ситуација треба да направиме higher high, односно овие се тие врвови кои што моментално се движиме надолу, така. Значи правиме врв, понизок врв пред да продолжиме надолу. За да го скршиме моментот и трендот во оваа ситуација, или треба да направиме повисок врв од претходниот, односно да барем да го пробиеме овој врв, оваа плава линија, или пак следната корекција на овој пат, што е очекуван, значи очекувана е корекција, не може да се движиме само нагоре, да биде повисока од ова дно кое што го утврдивме овдека. Иако тоа значително може да биде овој дел, сепак, значи колку повеќе higher lows, односно повисоки дна, толку повеќе се придвижуваме кон, да речеме, официализирање на дното и придвижување нагоре во следниот bull market. Затоа уште еднаш ќе напоменам, не заборавајте, значи далеку сме од следниот bull market. Секогаш ќе земам ова, имаме 470 денови во кои што може да се случи се и се што, за да можеме да кажеме дека официјално сме започнали следниот bull market. Затоа имајте го тоа предвид, се уште имаме најави за рецесија кои што не се реализирале, што може дополнително да делува негативно на моменталните чартови кои што ги гледаме, така да следно што го гледаме е доколку успееме да добиеме пробив на оваа тренд линија која што потекнува уште од Терра Луна колапсот, како и моментално врвот кој што го утврдивме, значи понискиот врв кој што го утврдивме со FTX колапсот, фактички би значеле и пробив на овој претходен надолен тренд и почеток на следен нагорен тренд. Без Black Swan евенти, техничката анализа, тоа би било следното што го очекуваме, но ќе напоменам уште еднаш на дневно ниво, погледнете и сами, се наоѓаме крајно oversold. Значи не заборавајте, купување во овој момент може да ви донесе загуба со оглед на фактот дека гледате. Значи VWAP е веќе во надолна линија, значи MACD е комплетно oversold. Гледайте последен пат кога тоа се случува. Гледайте. Значи моментално со 2020 година, ваква ситуација дури и да нема, гледайте. Што прв пат да имаме вакво експлозивно движење на MACD, да истиот излезе дури над 100. Така да имајте го тоа предвид, сме крајно oversold, значи крајно прекупени. Така да поради оваа ситуација голема веројатност е дека ќе добиеме корекција во било кој момент, иако не можеме да знаеме дали ова е моментот кога ќе добиеме корекција, тоа не го менува фактот дека кога се наоѓаме во вака oversold, односно препродадена позиција,
голема веројатноста тоа да се случи во било кој момент. Затоа јас не ставам нови пари, да речем, во пазарот, се додека не добиеме званична корекција. Сега слободно нека се движи нагоре. Значи, ние алоциравме, тоа беше поентата. Значи, DCA, кој што го правевме во сите овие падови овде, ни беше направен со цел да не го промашиме дното, доколку да речеме ова беше дното, или ова беше дното. Но, нема да бркаме памп и ќе чекаме на корекција пред да ставиме повторно пари во, да речеме, да алоцираме поголем дел од нашето портфолио. Така да, останува на вас како вие сакате да направите, но јас за овие работи, значи, верувајте ми, многу пати сум ја научил оваа лекција, не бркам пампови, ако сум го промашил, тоа е тоа, но корекцијата е овде секогаш за да можеме да реалоцираме доколку сакаме да реалоцираме во нешто, и во оваа ситуација гледаме дека на неделно ниво имаме многу големо поместување, значи вакво поместување не сме имале, гледате, претходниот пат ова било во март 2022 година кога RSI бил толку висок. Така да поради оваа ситуација, значи очекувана е корекција и нормална е корекција, значи гледате оваа свеќа е нешто ненормално моментално на неделно ниво што го добивме, е многу добро, но тоа не го менува фактот дека корекција е очекувана и, ако мене прашате, и здрава. Значи, се што се движи екстремно нагоре, мора да направи корекција пред следното движење нагоре, затоа што гледате, значи ние не сме на горната граница, ние сме надвор од Болинџер бендот. Очекувана е корекција, иако можеби тоа нема да се случи веднаш, можеби ќе добиеме уште една памп свеќе со оглед на фактот дека имаме многу луѓе кои што сакаат сега моментално да влезат, но тоа не го менува фактот дека, барем според нас и според сето она што досега сме виделе од нашето искуство, корекција мора да има пред да можеме да разговараме за следно алоцирање, барем ние како тим. Не можеме да ви кажеме вас, секој одлучува за себе, но имајте го тоа во предвид, очекуваме корекција. Сега, тоа беше околу делот со анализата и утврдување на биткоин дното. Следно за кое што сакаме да поразговараме е овој дел кој што исто така многу добро влегува во целата оваа приказна, дека ова беше самото дно. Значи, сеќавате разговараме за Wyckoff акумулацијата, оние кои што не знаат за што зборуваме, би ги замолил да се вратат, значи во едукациониот дел имаме посебно видео за Wyckoff акумулацијата, која што како таква во оваа ситуација, значи буквално детално влегува во целата оваа шема и гледате го. Значи, знаете и сами, претходно многу пати сме разговарале за истото, значи гледаме дека моментално се наоѓаме на спринг евентот, кој што како таков, значи ќе ни се потврди кога ќе добиеме ретест на долната граница на овој трейдинг рейндж, која што моментално само што ја пробивме. Значи, затоа и реков, и дури и во овој сегмент, на пример, потребен ни е ретест за да можеме да потврдиме дека сме успеале да пробиеме над оваа долна граница, односно долниот рейндж на трейдинг рейнджот, со тоа што ќе добиеме ретест како на трейдинг рейнджот, така и на bull market support бендот. И гледате, значи ова беше нацртано уште многу долго, така? Гледате, значи пробив на истата ретест пред да продолжиме нагоре кон и сега веќе ова ќе бидат овие делови овде, односно last points of support пред да успееме да пробиеме трейдинг рейнджот нагоре. Значи тоа е оно што го очекуваме, но тоа не значи дека ќе биде веднаш. Ова пробивање на трейдинг рейнджот нагоре е уствари после терало на колапсот, овој да речем ова придвижување нагоре што го имавме во август, која што стигна до 25.000, така да имаме уште многу за да стигнеме до 25.000. Повторно, според мене тоа може да завземе и една недела, а може да завземе и 2 месеци. Значи останува да видиме како се тоа ќе се движи. Уште еднаш ќе напоменам, не се брзаме, значи јас не сакам луѓето да избрзаат, секој од вас одлучува за себе, но мене ако ме прашувате, има уште многу време пред следниот bull market и очекувани се секаков тип на ситуации пред да дојдеме до тој момент, затоа и не брзаме, значи знаете како на момент на еуфорија многу често може да ве донесе во ситуација кога ќе купите кога не е време. Така да и по оваа ситуација очекуваме корекција за да ретестираме долната граница на овој трейдинг рейндж пред да почнеме да се движиме нагоре во Wyckoff акумулацијата со LPS, односно Last Points of Support, каде што првиот момент за кршење надвор од оваа формација ќе биде пробивот над овој локален врв или тоа во ситуација ќе биде sign of strength, кој што ќе ни значи пробив на трейдинг рейнджот, негов ретест, како што може да видите овде како на што моментално го очекуваме, пред да се придвижиме нагоре во следното движење за дистрибутивниот дел од акумулационите шеми. Со тоа што ќе напоменам уште еднаш би ви предложил да ги погледнете нашите Wyckoff едукациони видеа со цел да знаете точно што зборуваме, затоа што нема доволно време тоа да го објаснуваме во секој видео.
Така да моментално оно што го гледаме на лайков акумулацијата комплетно се вклопува со самата шема и се надеваме дека истото ќе се реализира, затоа што тоа би значило дека прво техничката анализа која што моментално сме направиле е точна и истата ќе ни помогне и понатаму да имаме искуство како да ја применуваме, а второ официализирање на биткоиното и влегување во следниот бул маркет. Со тоа што ние веќе имаме алоцирано голем дел на нашето портфолио во овој дел. Значи, фактички, нашето портфолио до сега во поголемиот дел е алоцирано после Terra Luna колапсот и мене ако ме прашувате, ако тоа беше дното, ние алоциравме сосема солидно во овој bear market и ако веќе продолжиме во следниот bull market, јас сум комплетно задоволен од нашата анализа и од алоцирањето кое што успеавме да го направиме до сега. Така да мене ако ме прашувате, лайков акумулацијата е едно од оние основни едукациони средства кои што ни помогнат да утврдиме каде се наоѓаме во однос на самото дно во оваа ситуација. Сега, дополнителни индикатори. Јас пак сакам да ги напомена овие неколку чартови кои што ги користиме. Дополнително Fear and Greed индексот ни покажува дека се наоѓаме нели во позитивна насока кон Greed, иако сме далеку од да речем во ситуација доколку сакате да продадете или купите во однос на Fear and Greed индексот во криптосферата, сме далеку од Greed, така да се уште има простор за движење нагоре, тоа не го менува фактот да го бевме во Extreme Fear само пред една недела. Така да вакво големо придвижување 25 до 46 повторно ни покажува дека можеби е време да направиме корекција и нормално истото можеме да го погледнеме и во самите традиционални пазаринчи се наоѓаме во Greed затоа што навистина имавме солидно придвижување нагоре и на едниот и на другиот пазар. 10, тоа е вредноста на CBBI индексот, со оглед на фактот дека, како што напоменавме, во текот на ноември имавме два наврата во кои што вредноста беше 2, што дополнително ни покажа дека тоа беше дното. Истата ситуација и овде, значи во 2018 година како и во 2015 година, значи во истата ситуација сме имале слични вредности кои што иницирале дно. Гледаме дека истото може да погледнеме и според самата боја во однос на вредноста на самите чартови. Значи, гледате, ова темно-зелена буквално ни покажува дека тоа е делот од дното и гледаме дека ако погледнеме на овој индекс, големината на темно-зелениот дел е слична со претходните bear маркети, што значи дека CBBI и дополнително ни покажува дека ова е тоа, дека навистина го утврдивме самото дно. Сега, Rainbow чартот, битна работа, значи, како што кажав, ова е прв пат да се наоѓаме под оваа најплав дел од Rainbow чартот, со тоа што ќе го зголемам овој дел да погледнеме дека конечно се враќаме нагоре во истиот. Не можам да го зумирам за жал, но конечно се враќаме во истиот нагоре, значи во самиот Rainbow чарт влегуваме пак. Така да тоа е голема работа со оглед на фактот дека никогаш претходно не сме биле надвор од овој дел што се нели fire sale. Така да тоа беше доста добро и уште еден индикатор кој што ни покажува дека се наоѓаме нели на самото апсолутно дно. Значи истото како и претходниот пат можеме да погледнеме до овие три индикатори кои што ги спомнавме во претходната анализа, односно MVRV Z-score кој што ни покажува средна вредност на тоа кога е во bubble area, а кога не е помалку од колку што треба да биде значи ценет во однос на неговата цена, со тоа што рековме дека секогаш кога се наоѓа во овие екстремни зелени, да речем, полиња е моментите кога сме утврдувале дна, без разлика дали тоа локално или bear market дно, гледаме дека секогаш кога сме имале таков вид на дно, се наоѓаме во овие зелени полиња. Така да овој индикатор нели ни го покажа тоа како што кажеме во претходното видео. Our hodl wave, ова ни уствари онаа цена на биткоин која што значи утврдена самата цена која што моментално ја има, заедно со нели во оваа равенка може да видите е споредена со цената која што ја има од секој биткоин што го напуштил еден во друг волет. Значи во моментот на трансакцијата цената на биткоин како таква за сите трансакции кои што некогаш се направени за биткоин се земени во просек со цел да се утврди ова our hodl ratio и да се види нели на какви цени фактички се продава и која е неговата реална цена во моментот, со тоа што можеме да видиме дека значи моментално исто и овој индикатор ни покажува дека значи неговата цена моментално на оние кои што ја чуваат е во многу позитивен дел и дека кога се наоѓаме на ова зелено поле, како и претходниот индикатор слично, се наоѓаме и на самото дно на одреден циклус. Значи гледате и сами.
Така да, ова е вториот и третиот, ова е оној да речем индикатор за мајнерите, односно нивната профитабилност, за тоа дали се наоѓаме во одреден да речем циклус на бул и циклус на бер, со тоа што овој индикатор дури и излезе надвор од зеленото поле, значи напуштањето на зеленото поле, како што можеме претходно да видиме, значи и почеток на следниот бул маркет. Гледате и сами, иако некогаш имало ретести на ова поле, како што можеме да видиме во два наврати, тоа не го менува фактот дека секогаш кога излегол од ова поле, сме се придвижувале во масивен бул. Значи, пак ќе кажам, може не ретест, но напуштањето на зеленото поле ни е масивен бул маркет. Истото можеме да го утврдиме и за претходните индикатори. Гледате, значи секогаш не е бил ист трендот, значи секогаш не се движил во иста насока, некогаш не е како што гледаме имаме ретести, но тоа не го менува фактот дека напуштањето на ова поле ќе значи и влегување во следниот бул маркет. Во однос на овие три индикатори кои што се нови, за кои што разговаравме во претходниот значи во претходното видео за техничка анализа, е сега. Значи, до сега гледаме дека многу од индикаторите, самата техничка анализа ни покажува дека сме го утврдиле дното. Реално правиме мувавет, иако е потребно време за на месечно ниво овие индикатори да се свртат булиш, тоа не го менува фактот дека значи, сега за сега на неделно ниво на вистина имаме солидни да речем потврди дека сме го утврдиле дното. Е сега, интересно од целата ситуација е што без разлика колку овие да речем индикатори ни покажуваат дека сме утврдиле дното, не заборавајте дека биткоин за прв пат се наоѓа во ваков тип на економија. Значи во претходните беар маркети ние имавме економија која што расте. Значи во претходните беар маркети ние немавме rate hikes, немавме неконтролирана инфлација, немавме војна, немавме најава за рецесија, ништо од ова немавме. Така да, не можеме значи, да се попреме исклучиво на техничката анализа поради овие причини. Биткоин никогаш не бил во вакви води. Криптопазарот никогаш не бил во вакви води. И луѓето што шпекулираа дека ќе пропадне поради тоа што, значи, доколку дојде таков тип на рецесија и негативна економија, сигурно нема шанси ваквите спекулативни капитални добра да преживеат. Очигледно преживеа, очигледно не исчезнаа, добија само званичен стандарден bear market. Ако споредите како на биткоин, така и на останатите значи, во случајов коини кои што ги гледаме, добивме стандарден bear market, околу 90-95% корекција, некои многу помалку во оваа ситуација, како што е, например, BNB, така да ќе напоменам уште еднаш дека, еве, и оваков тест, каде што имавме негативна економија, со војна, со кризи за енергенси и за прехранбени продукти, со најава за рецесија, со инфлација, значи, криптопазарот се покажа како солиден, да речем, капитален избор на оние кои што сакаат да инвестираат во иднина. Ако мене прашувате, ова е уште една потврда дека крипто е овде за да остане. Но тоа не го менува фактот дека секогаш постојат ваков тип на Black Swan евенти кои што може да го свртат овој позитивен тренд во обратна насока. Ќе напоменам уште еднаш, тоа е главната причина поради која што ние и понатаму чуваме 20% од нашето портфолио на страна во стейблкоин во случај вакво нешто да се случи. Моментално имаме најава, значи гледате овде. Моментално DCG сака да продаде голем дел од собственото venture capital портфолио, односно тоа се оние, да не знаете како, во вашето портфолио нормално секогаш имате некои да речем капитални добри, како што е пример Bitcoin и Ethereum, кои што би ги продале последни. Така, значи нормално ќе почнат оние кои што се помал market cap, кои што се најнестабилни, кои што највеќе може да изгубат, па потоа се движите до оние кои што се middle cap, па на крај завршувате со оние кои што ви се најголеми, кога веќе мора да продадете, или пак се наоѓаме во краен bull market. Поради овие причини и во оваа ситуација гледаме дека DCG моментално го прави тоа. Значи DCG моментално се соочува со голем проблем затоа што имаме огромна дупка која што мора да ја покрие. Значи проблемот е што они треба, значи во глобала, она што моментално беше пресметано на сите компании кои што DCG ги поседува, имаат повеќе од 2 или 3 билиона долара во, или извинете, милиарди долара, значи во ред. Знам, може би некојаш не го говорам комплетно на македонски, нели, литературен јазик со користење на ваков тип на, да речем, странски зборови, но едноставно во моментот кога објаснувате со часови, се случува да направите и грешка. Значи билиони, мене ми е навика со оглед на фактот дека работам на англиски пазар, едноставно билион се постојано се користи и заради тоа не користам милиарда, исто како што на пример и некои мои локални зборови како новчани, во Велес никој нема да ви каже портмоне,
Значи, нели, да бидеме реални, така да ако тоа ви смета, јас се извинувам, но за жал така зборувам. Тоа е начинот на кој што разговарам и се надевам дека тоа не ви е проблем. Фокусирайте се на материјата, не се фокусирайте на моите минимални грешки во мојот нели јазик кој што го говорам во ситуацијава. Значи, пак ќе напоменам, значи во овој дел, како што кажавме, DCG поседува огромно портфолио, кое што ствари venture capital, односно она портфолио каде што на некој начин може да шпекулирате со потенцијалната добивка, каде што, значи, еве да погледнеме кој се дел од venture capital во негова ситуација, значи има голем број на компании, како и криптовалути кои што може на некој начин да добијат пат поради оваа ситуација. Значи, Circle, оној кој што е креатор на USDC, например, потоа сигурно ви е познат, The Graph, знаете и сами, Graph има свој коин, кој што исто така може да настрада доколку DCG е приморан да го продаде, поради тоа што мора да пополни дел од оваа дупка која што има во портфолиото. Ripple за жал, исто така Silvergate е онаа банка која што моментално беше обвинета за транзакции помеѓу FTX и Alameda. Значи Silvergate на вистина ќе настрада, но или тоа со време. Lightning Network, значи истиот поседува дел и од самиот Lightning Network на Bitcoin, Paradigm, Fireblocks, eToro, менуваш листата, Duna Analytics, Decentraland, знаеме дека има голем процент од Decentraland, затоа на пример и многу повеќе би бил насочен кон Sandbox во овој bull market наместо Decentraland. Dapper Labs, Chain Analysis, Avanti Bank, Abra и слично. Значи ова се само најголемите, има и други, затоа ќе напоменам уште еднаш, значи доколку се случи DCG да мора да го на некој начин празни своето портфолио, значи знаете и сами DCG портфолио на Месари ни покажува дека истиот има многу солидни да речем количини во најголемите проекти, што може да предизвика пад на пазарот. Значи не мора да биде биткоин продажбата за да има пад на пазарот. Значи гледате, они поседуваат и огромна количина на Етериум. Значи само да погледнеме каква е ситуацијата моментално која што ја поседуваат. Ако не се лажам, овој репорт од Market Cap е уствари колку поседуваат од самото добро, мада ова не би било реално со оглед на фактот дека само да погледам каква е ситуацијата. Значи моментално Market Cap на Ethereum 184, само да видам каде е тоа колку они поседуваат. Не сум сигурен дали го пишува овде, но како и да, ова се сигурно валутите кои што ги поседуваат во своето портфолио. Значи Ethereum Classic, Filecoin, Hashgraph, значи HBAR, Decentraland, Flow, Zcash, Graph, ево Graph како што спомнавме, Stacks, BAT Basic Attention Token, Ocean, гледате, значи Reserve Strike Token, ова е устари REN, не, устари RSR, извинете. Гледате, значи има доста коини кои што ги поседуваат, кои што на вистина ќе направат проблем ако истите се продадат на пазарот веднаш, а ако мора да продадат, верувајте ми, ваков тип на компании мора да продадат веднаш. Значи тоа е проблемот. Сега да се надеваме дека истите тоа ќе го направат на луѓе кои што сакаат да го купат, со оглед на фактот дека јас сигурен сум дека во овој период има луѓе кои што сакаат да купат и истите може да го направат тоа преку оние посебни сервиси OTC, значи over the counter, каде што нема да направат промена на пазарот. Значи ако они го направат тоа со дампинг на некој од менувачниците, тоа ќе биде проблем. Но ако на пример тајно го направат тоа, пример, понудат на некој од најголемите менувачници да им ги продадат овие да речем валути кои што ги поседуваат, тоа ќе биде over the counter, значи ние само ќе добиеме алерт на whale alert дека некој на некому му пренел одредена количина на криптовалути или пари, на тој начин нема да биде дамп на пазарот затоа што нема да се одрази на цените на менувачниците, да се надеваме дека тоа ќе го направат така, значи јас стварно се надевам. Сега проблемот е што овдека не завршува, значи оваа приказна. Значи едно е тоа колку они должат, друго е што сега моментално како СЕК, Комисијата за хартија од вредност, така и DOJ, односно тоа е уствари Department of Justice на Америка, односно тоа е Министерството за правда, фактички би било своевиден синоним на DOJ, моментално го истражуваат, значи Genesis и Gemini поради оваа нивна соработка во која што според овој Бутавиов, што е главниот проблем што моментално нема соодветна јасност на законодавството во Америка, Гери Генслер, значи моментално истите ги товарат дека не ги пријавиле фактички овие финансирања и трговии помеѓу нив,
што гледате, значи секој си влече на своја работа. Значи овој човек сигурно не е заинтересиран да ги заштити луѓето кои што моментално изгубиле пари поради тоа што Genesis моментално значи дури мораше и да затвори својата програма за инвестиции која што нели беше направена во соработка со Genesis. Поради оваа ситуација, значи он буквално не е заинтересиран за овие луѓе, он е заинтересиран зашто овие луѓе не ги регистрирале своите нели тргување помеѓу себе и не платиле соодветна давачка која што нив им е битна. Значи, да не се лажеме, овие фаци живеат од тие давачки, они добиваат процент од тоа што ќе го добијат како од давачките, така и од тужбите кои што се покренати против луѓе кои што не го почитувале законот. Така да не се лажеме, ваквото инвестирање во оваа ситуација може дополнително да го забрза овој колапс и ако тоа се случи, пак ќе напоменам, мораме да бидеме припремени. Овој бул што моментално го гледаме, нема да значи ништо доколку DCG падне. Ако DCG падне, ќе имаме голем број на валути кои што ќе влезат повторно на пазарот, што дополнително ќе ја бутнат цената надолу. Но ако мене ме прашувате, многу е по-добро да се падне од овој момент, отколку тоа да се случи кога бевме во овој момент овдека, каде што цената беше негде околу 16.500. Така, значи ако паѓаме од 21.000, ќе има многу поголем простор за паѓање и затоа ми е мило што се случи овој памп, што може да не заштити доколку се случи колапс на Genesis. Така да имајте го тоа во превид и се надевам дека тоа ќе ни помогне, но SEC и DOJ нема да помогнат сигурно во случајов, само ќе го забрзаат овој колапс кој што моментално се случува, да се надеваме дека самиот Genesis и DCG ќе најдат решение надвор од овој проблем, затоа што иначе ќе значи продолжување на bear маркетот, можеби не до ново дно, но ќе добиеме ситуација како што е слично во. Значи само да ви помогнам на што да ви на некој начин алоцирам на што мислам. Значи моментално во оваа ситуација имаме само доколку го утврдиме од овој момент само 3 месеци на bear маркет дно. Доколку го споредиме тоа како што кажам за 2013 година, некогаш bear маркет дното може да трае, гледате овдека, значи 3-6, гледате, овдека скоро 9 месеци имаме движење на биткоин во хоризонтална насока. Поради оваа причина, значи може да се случи буквално тоа. Ваков тип на колапс на голем играч уште еднаш може дополнително да не врати назад и да почнеме да се движиме повторно во хоризонтална линија, можеби како што кажав, не ново дно, но хоризонтална линија која што и понатаму ќе не држи нели во оваа акумулационо поле. Така да нели Gemini е приморано да го затвори овој дел од програмата, која што моментално има огромен број на луѓе кои што се обидуваат да си ги добијат назад овие 900 милиони од Genesis, да се надеваме дека тоа ќе се реши. Со тоа што, нели, како се сеќавате, веќе го напоменавме ова, еден од двајцата близнаци кој што е одговорен за Gemini, побара од бордот на директори на DCG да го отстранат Гери Силберт, кој што е нивни председател на сите овие компании. Сега и тоа би значило на некој начин голема промена на пазарот, затоа што ако Гери Силберт бил толку про крипто, можеби следниот нема да биде. И можеби ќе направи на некој начин десеткување на портфолиото. Не може да знаете, значи промена на лидерство во одредена корпорација како што е DCG, некогаш значи и промена на проектите кои што ги има, промена на стратегијата која што ја има, дури и промена на количината на крипто која што ја има. Така да и ова не знаеме како ќе заврши со оглед на фактот дека се уште нема никаков одговор од нели бордот на директори на DCG. Останува да видиме исто тоа што ќе се случи. Сега, една работа што можам да кажам позитивно во оваа ситуација е дека, значи, барем за Mt. Gox имаме позитивни вести, значи пак негативни се за луѓето кои што треба да си ги добијат парите назад, кои што мене искрено ми е многу криво, но позитивно е затоа што ова се одлага до 10 март. Значи, до сега беше до 10 јануар, луѓето мора да ги поднесат своите барања, односно на каков начин сакаат да бидат обештетени за количината која што изгубиле во Mt. Gox. Сега моментално поради јас мислам дека се дава повеќе време на луѓето, се бара тоа да биде направено до 10 март, односно се поместува за 2 месеци ваквиот датум до кој што може луѓето да аплицираат за враќање на нивните средства, доколку имате изгубено. Нели, ова е исто така добра информација за вас, како и да е, значи поместувањето за 2 месеци ни дава простор да можеме да се движиме уште малку нагоре пред да добиеме таков тип на дамп на биткоин назад на пазарот, затоа што станува збор за голема количина. Значи не знам дали овдека напоменато, но негде околу 140.000
на биткоин и 140.000 на биткоин кеш ќе бидат вратени назад на пазарот на луѓето кои што ги изгубиле во Mt. Gox. Така да имате го тоа предвид, тоа е уште еден потенцијален Black Swan event кој што е далеко од нас моментално, со оглед на фактот дека доколку дури во март се соберат податоците за оние кои што треба да ги добијат овие пари назад, значи замислете кога истите ќе бидат исплатени, значи имаме време. Ако ништо друго, барем еден од двата потенцијални Black Swan евенти е подалеку од нас во моментов. Така да, уште еднаш ќе напоменам, далеку сме од следниот халвин, имаме солидно време пред да влеземе во следниот халвин, а со тоа и во следниот bull market. Не значи дека секој bull и bear market се исти, значи оно што моментално го истражуваме може да се покаже како сосема ново, но само сакам да напоменам дека мораме да се стабилизираме, да не брзаме, значи верувајте ми, со тоа што на крајот од денот ако погледнеме од перспектива на тоа каде се наоѓаме во bull и bear и овој мал памп кој што моментално го имаме е само, еве ќе ви покажам. Значи моментално сме повторно на 70% под all time high, значи под претходниот врв. Со тоа што како што можеме да видиме, тоа се 5% плюс на ваквата мерка, но тоа не го менува фактот дека имаме уште 70% нагоре само до претходниот all time high. Каде е оној потенцијален нов all time high што би го очекувале во следниот bull market? Така да сакам да кажам, не избрзувајте, имаме време, значи ова е тоа што го кажам, значи на месечно ниво ова е таа потврда со промена на самиот MACD во позитива, но потребен е барем уште една свеќа, односно да заврши овој месец пред да можеме да кажеме дека официјално овој знак е официјализиран, кој што пред тоа на пример ни најавил почеток на два bull market. Значи гледате, во два наврати сме имале почеток на bull market после овој сигнал, но повторно и за ова дури ни се потребни уште 2 недели пред да влеземе во следниот месец и да утврдиме дека ова ќе остане зелена точка. Знаете и сами дека претходно истата ваква ситуација малку поназад се смени и повторно продолжи движење надолу на криптопазарот. Така да не избрзувајте, нормално, секој од вас треба да донесува ваши одлуки, значи ова е само информативна, едукативна емисија, која што треба да ни помогне како заедница да утврдиме каде се наоѓаме, иако се е толку позитивно, јас не би брзал на пазарот, затоа што имаме уште многу време за алоцирање и бркање на пампови е една од најпогрешните работи кои што може да ги направите. Се надеваме дека тоа ќе го разберете со време, затоа што верувајте ми, така се губи најголемиот дел од вашето портфолио кога бркате памп. Има време, значи ние не се брзаме, ќе останеме да видиме и понатаму дали ќе имаме корекција надолу, со оглед на фактот дека имаме некој потенцијален Black Swan event кој што може да случи многу набрзо, а во исто време и нормална е корекција затоа што веќе имаме големо движење на биткоин, значи гледате engulfing candle има на претходните две, не на претходната една, што може дополнително да ни покаже дека имаме потенцијал за движење нагоре, но ништо не се движи само нагоре. Мораме да добиеме барем на краткорочен рок, да речем на дневен интервал, корекција која што ќе биде солидна пред да можеме да утврдиме дали ќе алоцираме повторно на овој пазар. Со тоа што сакам да напоменам уште една работа, гледам некои работи, значи во однос на Solana. Значи вака, јас во ниту еден момент не ви реков не купувајте Solana, јас во никој момент не ви реков Solana ќе оди до нула. Јас само ви го дадов ова со оглед на фактот дека има вести кои што се битни за вас, значи тоа е на некој начин јас анализирам за себе и ви го давам како мислење. Значи ниту во еден момент ја не ви реков дека Solana ќе оди до нула. Никој не може да очекува и да знае каде ќе се движи Solana со оглед на фактот дека самата по себе изгуби многу проекти, моментално е најголем дел фактички што се вели од FTX портфолиото и како таква може да предизвика и понатаму катастрофален евент во кој што ако FTX, значи оние 5 билиона кои што успеале да ги вратат назад, имате голема сума на Solana, истите се вратат на пазарот со цел да се обештетат луѓето кои што внеле своји средства во FTX и понатаму може да дојде до катастрофален момент каде што цената на Solana би паднала надолу. На никој момент јас не ви реков продајте вашето Solana и откажете се од проектот. Јас само ви пласирам вести за вие сами да се одлучите што понатаму ќе правите со таквиот проект. Јас повторно велам дека Solana во нашето портфолио нема да влезе. Со оглед на фактот дека истиот е нестабилен, е во бета верзија, неговиот софтвер многу пати покажа дека е катастрофално проблематичен, значи извинете, но тоа е реалноста. Јас не ви кажувам ништо што не сте го виделе како од вести, така и од случување на пазарот. Од друга страна имате голем број на проекти кои што го напуштаат овој проект. Значи многу проекти го напуштаат овој проект. И затоа ќе напоменам, јас не гледам фундаментална причина да го поседам овој коин. Тоа ви го давам и вас како мислење, затоа што тоа е поентата на каналов, да споделиме мислење за различни проекти и за тоа што очекуваме од нив.
Се надевам дека тоа ќе го разберете така. Че во ниеден момент јас не ви кажав, пак, значи се враќаме на ситуацијата со фудбалски клубови. Не е воа Лига на шампиони. Значи јас ви кажувам од профитабилна страна што мислам и зошто го мислам тоа. Нормално, не можеме да знаеме, гледате, се најдоа инвеститори, моментално ја вратија цената и тоа солидно ја вратија цената, значи моментално Солана е на 22,5 долара. Да, но немој да ми кажете дека некој може тоа да го предвиди. Како може да го предвиди тоа? Со што? Кога имате само катастрофални вести за Солана, имате партнери како ја напуштаат, а дополнително на сето тоа имате евент кој што во блиска иднина, доколку се случи, може да имате огромна количина на Солана враќање на пазарот поради тоа што тоа е голем дел од портфолиото на FTX. Значи, како според овие вести вие би можеле да предвидите дека цената на Солана ќе се коригира нагоре? Никој не може да го предвиди тоа. И повторно, не го разбирајте ова лично, секој има различни коини во своето портфолио. Јас не сум против вашето портфолио или вашите одлуки, секој донесува сами одлуки. Јас само ви кажувам своje мислење и ви кажувам како го алоцирам моето портфолио, со цел да го намалам ризикот, а да го зголемам потенцијалот за профит, но да имам баланс помеѓу двете. Се надевам дека ова ви е јасно, значи јас немам проблем со ниту едно од вашите одлуки во однос на вашето портфолио. Тоа е ваша одлука и ваш ризик. Вие може да го разберете тоа. Така да, ви благодарам уште еднаш за следење на нашата програма како и секогаш, иако малку болен, се надевам дека ова донесе некоја, да речем, јасност на пазарот, до она што го очекуваме, и се надевам дека сите сте профитабилни, затоа што верувам дека овој момент каде што утврдивме дека на некој начин ова беше барем ако ништо друго локално дно, многу од вас ви израдува со оглед на фактот дека добра е промената која ќе видите во вашата портфолио како моментално се враќа неговата вредност, посебно ако сте алоцирале во овие периоди каде што ние најавивме дека алоцираме. Значи дури и да сте исследале горе-доле оприлика нашите препораки, што нели не можеме да ви кажеме да го правите, тоа е ваша одлука, вие би биле доста во позитива моментално со оглед на фактот дека ваквиот памп на вистина донесе профит барем на нашето портфолио и сме доста задоволни и се надуваме да се надеваме дека ќе продолжи и понатаму така. Благодарам уште еднаш, како и секогаш препорачате го самиот канал, доколку имате некој кој што сака да научи за крипто, гледате дека сега е моментот да се научи, сега е дното во кое што треба да алоцираме со цел да дојдеме до солиден профит до следниот бул маркет и како и секогаш и благодариме за заедницата, за соработката со нас. Продолжуваме понатаму, гледате го нашето следно видео, значи ќе гледам да направам следно видео, проблемот е што се уште сум малку болен, се надевам дека ќе го разберете тоа, но како и да е, знаете и сами дека постојано работиме за вас и барем еднаш дневно, како што може да видите со честни исклучоци, некогаш и 7 дена во неделата објавуваме ново видео. Така да ви благодарам, имајте добар ден, поздрав и се гледаме во следното видео од CryptoGaming.